Ништо не видел ниту слушнал. Тоа што нема не пресуда, туку ниту едно обвинение против функционери од ДУИ не било неуспех на обвинителството за организиран криминал и корупција. Ислам Абази, шефот на ова обвинителство, кој патен беше сликан во опуштена атмосфера со братот на Ахмети, тврди дека не штител никого и дека кај него немало ниту една кривична пријава за ДУИ. Која е таа кривична пријава против вие, како што викате, ДУИ, што е стигната во обвинителството и конкретно не е процесуирана? И кој е тој што јас сум го заштитил? Не општо зборам. И ја конкретно ве прашувам. Еве за Соравија. Ви кажувам цело време, јавниот обвинител постапува. Значи сериозна држава сме пратили барање за меѓународна правна помош, така? Чекаме одговор. Абази, чиј 4-годишен мандат завршува во ноември годинава, не сака да ги коментира критиките против него, посебно тие за запирање на истрагата на еден од најголемите случаи на корупција од времето на ДУИ, аферата Мазут, за која постоеше сомнение за криминал од над 160 милиони евра. За ова беше удар и од владата. Секој си има свое мислење по однос на некоја одлука и не треба ние секој да се сложуваме ни со други за нашата одлука. Нашите одлуки подлежат на, како што кажав, на надзор и контрола на повисоките јавни обвинителства. Цело време ни вршат и надзори и контроли. Тој се правда и за други предмети, односно за оние цели 84% од предметите кои се заостанати во неговото обвинителство. Тврди дека други институции се виновни, а не обвинителите. За предметот Соравија, во кој главна улога има внукот на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Абази вели дека толку долго трае бидејќи се чекало на меѓународна правна помош. За шпиунската афера во Вила Водна обвинителот имал нови барања за кои МВР дополнително собира информации. Идентично било и во предистрагата за предметот за Бехтел Јенка. Од страна на јавниот обвинител за Бехтел Јенка сега да зборам, е дадена наредба до Министерството за внатрешни работи, се постапуваат по издадената наредба од јавниот обвинител. МВР имаме информации и сознание дека интензивно постапуваат по овие наредби. Абази смета дека ја зголемил транспарентноста на обвинителството и сите прашања на јавноста преку новинарите биле одговорени. Тој пред Советот на јавните обвинители го презентираше годишниот извештај, а заедно со него отчет даде и Наташа Крстевска-Цалева од Скопското висше обвинителство.